Северна Македонија има како инфраструктурни капацитети, така и соодветен кадар за лекување и рехабилитација на украински војници, вели за Глас на Америка поранешниот министер за здравство Венко Филипче. Според него, повредите кои се случуваат на војните полиња најчесто се огненострелни и се тесно поврзани со травматологијата, неврохирургијата, ортопедијата, а понатаму и со пластичната и реконструктивна хирургија. Во однос на потребата за хируршко лекување или рехабилитација после тоа, зашто наши центри би биле центарот во Козле, понатаму болницата Свети Еразма во Охрид со огромен капацитет и во делот на хируршко лекување и рехабилитација. Мислам дека најпрво треба да стане збор за тоа каков тип на повреди, каков тип на пациенти би дошле во нашата земја, после што сум прилично сигурен дека за одреден број може да се обезбеди соодветно лекување. Многу често, вели тој, има потреба од непосредна интервенција и операција, првично веднаш после повредата, а понатаму би можело да следуваат и други интервенции. Посебно болницата Свети Еразма во Охрид, понатаму клиниката за ортопедија тука во Скопје, за пластична хирургија, за неврохирургија има огромно искуство во делот на тие струки. Благоје Марковски, полковник во пензија и воено-политички аналитичар, вели дека армијата располага со воено-медицински тим, кој е составен дел од баталјонот за медицинска подршка, кој веќе се успех ги реализирал своите обврски како дел од мисиите во Авганистан и Босна и Херцеговина. И од тој аспект мислам дека овој медицински тим е оспособен, заедно со својот хируршки тим, е оспособен да пружа медицинска поддршка и медицинска помош во разни ситуации предизвикани било од војни дејства или од било други непогоди, катастрофи. Марковски додава дека само со здружени сили на одбрана и здравство може да се одговори на барањата. Сметам дека како воен центар, војно-медицински центар, ние немаме доволно капацитети да примаме и лекуваме припадници на вооружените сили, односно на армијата на Украина, но Македонија како земја има медицински капацитети и пред се тука мислам на поранешната војна болница, односно сегашната 8 септември, така што и во овој случај може дел од тие капацитети да се подготват и да се даде, односно пружи помош на ранети војници од украинската армија. И двајцата сметаат дека идејата е за поздравување и од земјата може да одговори позитивно на барањата за пружање на лекарска и хируршка помош на ранетите припадници на украинската армија. Кога веќе имаме вакви капацитети и човечки ресурси, тогаш навистина е добро Македонија да прифати таква една обврска и мислам дека со тоа ќе го зацврсти своето место, својот значај како членка на НАТО структурите. И мислам дека е одлична во духот на соработката, партнерството. Идејата за вакво нешто ја изнел украинскиот претседател Володимир Зеленски на самитот Украина Западен Балкан неодамна во Тирана. За Гласот на Америка, Мики Трајковски.